Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Прво морам да искоментирам, Христијан Мицковски се извини затоа што имало лидерска средба. Па на негово барање беше лидерската средба. Па исто така и на негово барање беше одложувањето на лидерска средба за уште една лидерска средба. Господа чува и да бране, туку треба да се извини за повеќе работи, вклучително за тоа што ја турка државата во период кога целиот свет очекува нова пандемија и нови бројки и нови големи проценти на заразеност и така натаму и така натаму. Како што веќе слушнавте, за жал не се постигна договор да се организираат избори во првиот соодветен термин, иако сите податоци и аргументи укажуваат дека се создадени услови и сега е вистински момент да се излезе на избори. И тоа од здравствен аспект, од економски аспект и од демократски аспект. Тоа го потврдуваат и препораките на Комисијата за заразни болести, тоа го потврдуваат и законските рокови, уставните одредби, дури и мисијата на ОПСЕ ОДИХР. Во Комисијата извештајот што е доставен покрај коментари и детали на разработени начин на кампања, како да се води кампања, разработени и денот на изборите, но има една глава во која што се вели предвидување на следниот период. И вели, имајќи во предвид дека во овој период сме во фаза кога ги гледаме добрите ефекти од силните рестриктивни мерки, се наоѓаме во последните недели од вообичаеното траење на респираторните епидемии, во фаза во која не работат школите и градинките и имаме затворени граници. Состојбата со COVID-19 вирусот ќе потрае подолг временски период се до пронаоѓање на вакцината. И затоа велят, пред нас е период во кој што треба да научиме да живееме со вирусот. Од друга страна, фактори кои што може да влијаат на влошување на епидемијата се отварање на државните граници, патување надвор од државата и враќање на голем број на наши граѓани во државата, но и влез на странци во земјата што се очекува во летните месеци. Почеток на новата учебна година и почеток на сезоната на грип со можност за појавување на епидемија од сезонски грип. И заклучуваат, според ова, како изминува времето, се повеќе се зголемува ризикот од враќање на епидемијата со втор бран, со зголемување на бројот на пациентите. ОПСЕ и ОДИХР одговараат. ОДИХР е подготвена повторно да се распореди за активности поврзани со изборите. Штом се утврди датумот на изборите и секако водејќи аспект на патните ограничувања и протоколите поврзани со здравието. Неодговорност, незрелост и мислење само на партиската фотелија на Мицковски во ВМРО ДПМН не доведе до тоа да нема договор со консензус. Наместо да се стават интересите на граѓаните и државата на прво место, за Мицковски и ВМРО ДПМН се партиските калкулации и стравот од изборите. Не сум видел вака досега политичар со ваков страв од сопствените граѓани. Политичари кои работат за интересите на граѓаните не се плашат од сопствените граѓани. Однесувањето на Мицковски е незрело и неодговорно, на штета на граѓаните и државата. Впрочем, како што го видовме во изминатите 2,5 години и за време на справувањето со кризата. Мицковски и ВМРО ДПМН сакаат да се одоговлекува здравствената и економската криза и да креираат нова политичка криза. Тоа ние нема да го дозволиме. Имаме одговорност пред граѓаните и пред државата. На граѓаните им треба целосно функционални институции со нов мандат да им служат и да се подготват за новиот бран од корона кризата на ЕС. Предупредување за овој нов бран веќе издаде и Светската здравствена организација и треба подготвени да го дочекаме. На граѓаните им треба враќање на новото нормално, трансформација на македонската економија и заштита на здравието на соодветен начин. Коронавирусот е веќе наше секојдневие, се додека не се измисли вакцината. Одговорност на политичките партии да направат се, колку што може побрзо, да им ја обезбедат таа нова нормалност на граѓаните. Во нови услови, согласно препораките и протоколите за заштита, сметаме дека можеме да организираме избори. Техничката влада, чија првенствена улога е да организира избори,
Паралелно со мерките за заштита на граѓаните, треба да ги рестартира и предизборните процеси за организирање слободни, фер и демократски избори со целосна заштита на здравието на граѓаните. Очекувам да се подготват и сите процеси на институциите задолжени за изборите пред се на Државната изборна комисија. На денешниот состанок господинот Мицковски не кажува како ќе се свика парламентот и не може да каже, нема начин како да се свика парламентот. На денешниот состанок господинот Мицковски ниту спомна нешто за напуштање на владата заради тоа што нема избори. А при тоа техничката влада е формирана за избори. Не го спомнува ниту тоа. Повторно се барат некои извештаи од комисии да се купува време и така натаму, па дури и се бара да се каже дека комисијата може да гарантира дека крајот на август или почетокот на септември ќе има 0 починати или 3 до 4 заразени. Тоа не може никој да го гарантира. Затоа, според нас, ова е само купување на време, заради неспремност, поточно страв да се излезе на изборите. Изборите се утврдени и во моментот, согласно вонредната состојба, која што завршува на 30 мај, изборите се на 21 јуни. Член 43 став 2 од изборниот законник кој што се донесе на денот на распуштањето на парламентот, усогласен заедно и власт и опозиција, македонска, албанска, малите политички партии од власт и од опозицијата и така натаму и така натаму. Во членот 43 став 6 вели: МВР во рок од 1 ден од завршувањето на јавниот увид доставува листа на државјани кои поднале барање за издавање на нова лична карта или патна исправа по било кој основ и истите ги подигнале од денот на распишување на изборите до денот на завршувањето на јавниот увид. И МВР исто така во рок од 1 ден доставува листа на лица кои ќе наполнат 18 години до денот на изборите. Дик податоците за овие лица ги впишува во избирачкиот список по службена должност. Напоменувам, сите граѓани имаат патна исправа. Само оние кои што не посакале да извадат патна исправа, немаат патна исправа. Значи и децата, и бебињата имаат патна исправа. Сите граѓани над 15 или 16 години имаат и лична карта. Тие може да ја извадат, заради тоа што и можат после 16 години, согласно законите во Република Северна Македонија, да работат. И тоа е дозволено. Имаат и време да извадат сите граѓани до денот на изборите лични документи. Напоменувам, член 43, став 6, заемно согласен во изборниот законник вели: МВР во рок од 1 ден е должна да достави листа на лица кои ќе наполнат 18 години до денот на изборите. ДИК ваквите податоци за овие лица ги впишува во избирачкиот список по службена должност. Истовремено, намерата да учествуваме на изборите јасно е декларирана од сите нас како учесници во кампањата. Навремено сите имаме поднесено кандидатски листи. Сите, вкупно 14 кандидатски листи. Листите се одобрени и се прифатени од Државната изборна комисија. Дури и ждребувањето е веќе завршено. Изборите се утврдени и закажани. Прашањето е дали се има желба да се учествува на изборите или не. 2008 година тогашната власт носи одлука за распуштање на парламентот и оди на предвремени парламентарни избори. 2011 година, без да не праша, носи одлука за распуштање на парламентот и оди на предвремени избори. 2014 тогашната власт носи одлука за распуштање на парламентот и оди на избори. Еве не, 2020 година ние донесовме заедничка одлука прво кога да бидат изборите, дека ќе бидат на 12 април, па отидовме во парламентот и го распуштивме парламентот. Бегање од изборите нема. Од тука очекувам да се подготват сите и сите процеси на институциите кои што се задолжени да ги завршат своите работи. На македонската демократија и на македонскиот развој им требаат стабилни институции и колку што е можно поскоро рестартирање на македонската економија и враќање на нормалниот колосек на европските интеграции.
На македонските граѓани им треба собрание функционално и политичка влада со нов, полн легитимитет од граѓаните и ние тоа имаме како врска да го обезбедиме. Интересот на граѓаните и државата е на прво место и ние нема да дозволиме никој, па ни господинот Мицковски, да го загрозува нивното здравје, да ја загрозува нивната економија, да ја загрозува нивната демократија. Џабе е бегањето од избори на господинот Мицковски и ВМРО ДПМН. Бегање нема, избори ќе има и тие ќе изгубат на следните избори.